Никола Лакушич, човек со криминално досие и проблеми со српското правосудство, тврди дека е посредник за набавка на руски вакцини за Македонија. За телевизијата Ал Джазира Балкан се изјавил дека има договор со Рускиот инвестициски фонд кој гарантира испорака на вакцините Спутник В за Македонија, но и за Бугарија, Босна и Херцеговина и Алжир. Во изјавата за Ал Джазира, Лакушич, кој е српски државјанин но живее во Швајцарија, вели дека проблемите со српското правосудство траат 5 години. Јас сум на мета на режимот на Вучич и неговите медиуми, кои ми креираат досие со цел да ме дискредитираат, бидејќи се судривме околу поголеми бизниси и застапништва во светот. Дека Лакушич е единствениот кој има договор со Рускиот инвестициски фонд, потврдуваат и властите во Босна, иако знаат за неговите проблеми со законот во Србија. Босна и Херцеговина веќе нарачала 500 милион дози од руските вакцини преку компанијата Медимпекс, со која Лакушич има договор. Тој вели дека парите ќе ги добие по пристигнувањето на вакцините. За разлика од босанските власти, Филипче ги демантира информациите дека набавката на руските вакцини била посредувана од Лакушич. Набавката на руската вакцина Спутник В се одвива преку Рускиот инвестициски фонд, без посредник, вели Филипче. За набавка на сите вакцини против COVID-19, без разлика дали станува збор за Спутник В, Синофарм, AstraZeneca, Pfizer или Ковакс механизмот, се плаќа цената на вакцината од производителот, без посредници, напиша Филипче на Фейсбук. Македонската влада прво ја игнорираше руската амбасада за набавка на Спутник В вакцините. Од амбасадата за Алфа потврдија дека на владата нама се биле ставени неколку понуди за набавка на руските вакцини уште во септември, но првично не добија одговор. Министерот за здравство на 10 септември ни информира дека го прати процесот за руската вакцина и има некои прашања во врска со тоа. Потоа, на 25 септември, ја информиравме професор Александра Грозданова, шефот на Националниот комитет за имунизација, дека фондот може да организира видеоконференција за постоечките прашања околу вакцината. На 15 февруари оваа година, Рускиот фонд за директни инвестиции уште еднаш испрати писмо до професор Грозданова, каде информира за можност да се одржи ваква видеоконференција, како и за резултатите од третата фаза на клинички испитувања на вакцината Спутник В. Резултатите од вакцината беа објавени на 2 февруари и ја потврдија 91,6% ефикасност на вакцината и 100% против компликации на болеста. За сега немаме било каква реакција за тоа. За потоа, владата единствените 3000 вакцини кои ќе успее да ги набави да бидат токму руските Спутник В. Освен руските 3000 вакцини во Македонија дојдоа уште 8000 вакцини од Pfizer, но како помош од Србија.